Втора година правни студии. Ако ме прашувате како ќе се води Третата светска војна, навистина не знам. Но сигурен сум дека четвртата ќе се води со копја и со стрели. Вака одговорил најголемиот светски ум од минатиот век. Се проколнувал подоцна стопат и велејки да знае дека атомската бомба ќе уништува човечки животи, никогаш немаше да ја создаде. Укажувајќи на последиците, удира печат на оваа човечка пародија, која сигурно чекори по патот на себе уништувањето. Зарем ова е некаков напредок? Во овој свет, исполнет со иновации, земските добра постојано се менуваат. Недостижното станува достижно, благодарение на луѓето. Во трка со времето тие се надпреваруваат, измислуваат нешто, создаваат чуда. Најново е осмото светско чудо, популарно наречено стаклена градина. И навистина, погледнете околу себе. Цветињата се опрашуваат со осиромашен ураниум, рибите се хранат со нафтени деривати, пингвините се сончаат, а ние се гушиме во собствената депонија. Па иако 53 нации се договорија во Кјото да ги намалат штетните гасови во воздухот, западните великани не ги поддржаа. Затоа, во еден миг, овој договор ми изгледа како фосил од минатото, како нешто одамна заборавено, на кое само научниците се сеќаваат. И само тие се борат за спас на овој несовесен народ. Но што треба да направат? Дури да измислат контейнери со сензори, повторно младоците ќе ги фрлиме до нив. Зашто може би нема да се движат со истата брзина како и ние. Ме гледате некако блеро. Посакувате да кажам нешто во ваша полза, нешто позитивно, корисно. И во право сте. За некој ова е позитивно, ама не знам колку е прогресивно. Мислам на она што е во вашите джебови, па ќе речам, Господ здравје да му даде на оној што го измислил мобилниот телефон. Сега вашиот брачен другар е постојано дома. 5-годишната ќерка пишува љубовни пораки, а вие не мора никогаш да ја напуштите фотелјата. Кажете ми, бре луѓе, зарем ова го нарекувате напредок? И додека мирцате на интернет, не ни помислувате како вечерата стигнала до софрата, колку пот се пролеала. Не дека не сакате, туку ме фатила мразливоста. А мене селските маки не ме оставаат равнодушен. Па летово додека врсниците одеа на море, јас си помагав на баба Лиле да береме домак. И собравме полузелени, ама кога посегнав да пробам, таа ме запле и вели: "Не ја ви, синко, не е за тебе." Збунето ја прашувам: "Тоа за кого е?" Ми одговара: "Ги прскавме за побрзо да созреа, ќе ги носиме на пазар, нека јаде народот последно да му биде." Кој народ, која црна технологија ни донесе само неработливост, љубомора, вештачки живот, смртоносни болести. Генетски модификуваните посеви достигнаа површина 2 пати поголема од Велика Британија. Затоа овој вид храна е една опасна игра на еколошкиот рулет. Поради ова ме нарекуваат скептик, старомодерн, недоучен, не паќаат на логопед, а јас сум само гласноговорник на ова доба, во кое, наместо да погледнеме низ прозорецот, го вклучуваме телевизорот за да видиме какво е времето надвор. Ама ако нека зборуваат, нека им служи на чест, јас нема да ги ставам на обвинителна клупа, ниту да ги распнам на крст. Тие всушност не ме мразат мене, туку ова време во кое живееме. Оваа современа првобитнина инстатуна сцена, која самите ја создаваме. Од мајмуни станавме луѓе, а денес подгрбавени пред компјутерите стануваме мајмуни. Иако некогаш одамна Енгелс рекол: "Работата го создаде човекот, јас би додал,
Мрзата и омразата ќе го уништат. Па ако ме прашате како ќе се... Па ако ме прашате како ќе се води третата светска војна, на вистина не знам. Но сигурен сум дека четвртата ќе се води со копија и со стрели.